Реплика. Почитувана колешке, благодарам за репликата. Во целото мое изложување, навистина, вие на крајот изреагиравте кога спомнав дека аболициран криминалец со рака на срце и тим околу него, кој исто така како лидерот е постојано завиткан во лаги, ве засегна тој момент. Не ве засегна моментот на претходниот дел од говорот што го имав, во тоа дека во законов луѓе имам 3 подкомпоненти каде што нема во ниеден дел анализа за тоа како се трошат овие 50 милиони евра, но ве засегна моментот за аболициран криминалец. Јас ако лажам, нека ми суди јавноста. Но јас судам по она што во јавноста е пласирано. Друг момент. Ми зборувате за минато. Ги спомнавте ИПАРД програмите. Спомнавте проценти. Зошто не била искористена можноста во минатото за обуки? Ми спомнавте дека јас сум против обуки. Ја во ниеден дел од мојот говор не спомнав дека сум јас против обуки. Но сум против нетранспарентно да се трошат средства. Зошто го велам ова? Доаѓам од образование. Средства се трошат за обуки. Какви обуки реално стигнуваат до самите наставници е навистина жална ситуација. Истото тоа од сето она што секојдневно го гледаме во јавноста. Афери, пазарења и ред друг криминал кој што се пласира во јавноста, да, се јавува сомнеш за трошењето на овие 50 милиони позајмени средства, на каков начин ќе се трошат кога во самиот закон не е објаснето. Друг момент. Спомнавте анализи. Значи, кога толку анализи сте разгледувале, почитувана колешке, зошто не ги посоветувавте вашите сопартијци пред да го направат овој закон, да направат една анализа на тоа како ќе се трошат овие 50 милиони евра? Па сега даваме поинаков впечаток во јавноста. Што може власта да прави сега? Им требаат 50 милиони евра, 3 подкомпоненти, донесете во собрание, по скратена постапка се ќе помине и ние после тоа зборуваме како јавноста нам не гледа. Колку сме ние несериозни, нели? Зборуваме и пак ќе кажам на крај. Ми спомнавте во минатото што се случувало изминатите години, нели, додека било ВМРО ДПМН на власт. Во ред, анализите што ги спомнавте. Јас ќе ве прашам, што направивте вие во овие 4 години да го сузбиете, да го извадите на виделина, целиот тој криминал кој тогаш го имало? Каде е правдата која што ја ветувавте? Или правдата ја давате на некои луѓе кои не го заслужуваат тоа, да гинат по затвори? А вистинските, каде се? Каде е торбичката Луи Витон? Имавме рекет 1, 2, 3, кажете ми да престанам да бројам. Каде е јавноста да се информира за вашето транспарентно работење? Мене тоа ме лути. Бидејќи живот ветивте, пак ќе кажам, смрт ни донесовте. Ви благодарам.